человече благоволение. Хвалим Тя. Христијанските верници кои се ориентираат според јулијанскиот календар денеска го празнуваат Великден, односно празникот кој што е посветен на Христовото воскресение. Зошто го празнуваме Великден? Што во суштина представува денешниот ден? Која е внатрешната символика која што се поврзува со Христовото воскресение и како секако да ја декорираме денешната трпеза, кога да ги бојадисуваме великденските јајца, односно кога правилно тие се бојадисуваат, во која боја и слични други прашања и недоумици кои што ги имате поврзани со празнувањето на Великден ќе ги откриеме денеска во емисијата Мој збор, која нема да биде двоглед, затоа што ја прилагодивме на празничните услови, односно на денешниот празник Великден, ја посветуваме денешната празнична емисија. Моето име е Магдалина Стојмановиќ, ќе останете со нас до крај, за да ги дознаете сите содржини што ги предвидовме за денеска. Jako Ti jesi Bog moj, jako u Tebe istočnik života. Vo svijetje Tvojemu uzrim svijet, probavi milost Tvoju vjeduščim Tja. Svjati Bože, svjati krepki, svjati besmrtni, pomiluj nas. Svjati Bože, svjati krepki, svjati besmrtni, pomiluj nas. Svjati Bože. Великден се празнува по еврејскиот празник Пасха во првата недела по полна месечина, која што е на самиот ден на пролетната рамноденица или непосредно по неа. Во периодот од 1900 до 2100 година Великден може да се падне помеѓу 4 април и 8 мај. Во православието, подготвувањето за Великден започнува со така наречените великденски или велики пости. По петата недела од великите пости доаѓа цветната недела која завршува со Лазаровата сабота. Овој ден го означува завршувањето на великите пости, иако празникот продолжува и следната недела. Потоа доаѓа празникот Цветна недела, односно Цветници, Светлата седмица и најпосле самиот Великден. И постот прекинува веднаш по божествената литургија. По Великден следи Томината недела, за време на која нема постење дури ни во среда и петок.
Великденската служба започнува на полноќ, односно со прогласувањето на почетокот на Великденското утро. Со тоа што оваа служба е на полноќ, на истата е загарантирано дека ниту една литургија нема да дојде пред неа изутрината. Ова се должи на фактот што Великден се смета за празник над празниците. Javila sjaje si širšaja nebes, ponosivši zižditelja svojego. Slava vselšemu sjavtja. Едно од најчесто поставуваните прашања поврзани со празнувањето и подготовките за Великден е кога е денот, односно кога е правилниот период кога се поедисуваат првите јајца. И покрај тоа што постојат различни изјави, односно различни традиции, кога е денот кога се поедисуваат првите јајца, некои велат дека тоа е средата, односно третиот ден од Страсната недела, некои тоа го прават во првите утрински часови на Велики четврток, а некои го прават во сабота. Денеска ние направивме мало истражување околу тоа кога правилно се бојадисуваат првите јајца и според историските податоци кои што се врзани со символиката за бојадисување на јајцата, впрочем тие имаат врска со еден настан на кој што главен лик му е Марија Магдалина, која во христијанството практично е символот на покајничкиот живот и жената, односно ликот од Библијата кон која што Бог, односно Исус Христос, на дело ја покажал моќта на простувањето. Смислата за бојадисувањето на великденските јајца или нивното вапцување, како што некои милува да го наречат, датира уште во поодамна и тоа е дел од домашната православна македонска традиција. Обично се преферира да се вапцуваат во четврток, на Великиот четврток, со оглед на тоа што овој настан влече корени уште од давнина, а символизира на еден друг настан кој што се случил во рано-христијанскиот период, имено кога Марија Магдалина, една од најверните следбенички на Господ Исус Христос, отишла во Рим и кај тогашниот римски император Деци Трајан го поздравила со поздравот Христос воскресна. Деци Трајан вчудоневиден од таа постапка рекол како е можно тоа, човек кој што умрел да воскресне. Помеѓу даровите кои што ги носела во кошницата имало и јајца и во истиот момент тие се вапцале во црвена боја. Значи како потврда на чудото кое што се случило. Сега, зошто се одбира овој ден, Велики четврток, иако има обичај на Велика сабота да се вапцуваат јајца, се смета дека во оваа страсна седмица овој ден представува еден торжествен настан на кој што всушност се случила и една од 7 свети тајни, а тоа е тајната на Евхаристија. Значи собрани во горната одеја во Јерусалим Господ Исус Христос со своите 12 апостоли, всушност ја воспоставува тајната на Евхаристијата, односно светата причест.
На Велики четврток се вапцуваат првите 3 јајца. Првото јајце е посветено на Бога, второто на домаќинот на куќата и третото за берекет и среќа. Тогаш не смеат да се вапсуваат други јајца. Порано се појадисувале само црвени јајца. Еден од највпечатливите великденски обичаи е бојадисувањето на великденските јајца. Овој обичај се верува дека има корен во историјата, односно неговата символика се базира на вистинската случка од страдањето на Исус. Имено денот кога тој е распнат на крст или Велики петок, од неговото тело протекува црвена топла крв. Во публиката, во непосредна близина на крстот, стоела Марија Магдалена. Во незината крошна носела јајца кои ги купила на пазарот, а по распнувањето на Исус, неговата крв ги потопила јајцата од крошната на Марија Магдалена. Затоа денешните домаќинки првите јајца на Велики четврток ги бојадисуваат токму во црвена боја. Разновидноста на традицијата придонела овој обичај да се модифицира, па индустријата за производство на бои за јајца денеска изнаоѓа креативни начини како да им понуди што е можно поиновативни и покреативни решенија на оние кои што ги бојадисуваат великденските јајца за нивните великденски јајца да бидат што е можно повпечатливи и поубави. Правилото е дека на Великден треба да се бојадисуваат јајца само во црвена боја. На Велики петок е строгиот пост. Правилниот пост е само да се пијат течности, поточно вода, чај и така натаму. На тој ден Исус бил распнат. Христијаните во тоа време постеле по жалост, бидејќи јадењето представувало задоволство и тие сметале дека не треба да јадат. Иако Велики петок е најтажниот ден за сите христијани во светот, Великден веднаш по Божиќ се смета за најрадосниот христијански празник. На Велика сабота Исус веќе умрел. Тогаш навечер се оди во црква и околу полноќ се кружи околу црквата, а потоа се кршат вапцаните јајца. Во недела се мрси, на тој ден Исус воскреснал. На ден Великден, великденскиот понеделник и вторник, кои се по него, православните христијани во светот се поздравуваат со Христос воскресна и си одговараат со навистина воскресна. Историски податоци за тоа што се случувало на тајната вечера и како било направено предавството на Исус Христос, дознаваме со мало истражување кое што го направивме во Библијата, односно Светото писмо и тоа она верзија од преводот која што е направена од доктор Душко Христоф Константинов. Исто така дознавме и какви биле маките и страдањата на кои што бил изложен Исус и како дошло до веста за неговото воскреснување. Се чини дека од сите 4 евангелија според Матеј, Марко, Лука и Јован најмногу описи сретнавме кај евангелието по Марко, каде што детално се опишува она што се случувало на тајната вечера. Изводја ветри од сокровишт своји и же порази Светата седмица е период на последните земни денови на Исус Христос, а да видиме каде ги потрошил. Христијаните својата вера ја заснуваат на списите на Евангелијата, но науката се уште бара одговори на некои прашања. Страстната, односно Светата недела е периодот што паѓа помеѓу Цветната недела и Великден. Тоа е периодот одбележување со настани кои им предходеле на Христовите страдања, како и на судењето и распнувањето.
Историчарите и научниците специализирани за проучување на Библијата ги истражиле преживеените записи за да го утврдат точното време и место на овие важни настани во христијанската историја. Конечните одговори допрва треба да се најдат. И во веки векова. Амин. Алилуја. Алилуја. Како што пишува во Синаксарот, кој што се чита токму на овој ден, на големиот и велики четврток, всушност ова представува новата Пасха, воспоставувањето на тајната вечера. За разлика од староеврејската Пасха или од старозаветната Пасха, ова се карактеризира со тоа што Господ Исус Христос благословува леб и вино, односно кој што во символиката ги представуваат неговото тело и крв. Инаку старозаветната Пасха, која што се воспоставила уште од времето на праоците на старозаветната црква, имала поинаков карактер и била поинаков настан. Именно централниот дел во таа церемонија, во старозаветната Пасха, било јадењето на пасхалното јагне. За разлика од тогаш, сега центарот на новата Пасха е всушност лебот и виното, односно телото и крвта Христови. Со текот на времињата, како се развивала христијанската црква, така се развивала и се видоизменувала оваа света тајна во однос на нејзиниот обред. На почетокот, бидејќи христијанската црква своите темели ги завршува околу нејзиното комплетно идентифицирање после Седмиот Вселенски собор, со текот на вековите овој начин на прославување на Пасха се манифестира различно. На почетокот, во рано христијанскиот период, христијаните се собирале во црковните ротонди, бидејќи првите цркви имале кружен изглед и седејќи така кружно му благодареле на Бога, користејќи од лебот и виното. На тој начин, преку осенувањето на Светиот Дух, се претварале светите дарови во тело и крв Христова. После Вселенските собори и помесните собори, кои што целосно ја детерминираат и оформуваат христијанската црква во онаа форма во која што е денес, се заземе видот и обредот на чествувањето на Пасхата, односно комплетирањето во однос на нејзиното издиференцирање на самата света тајна Евхаристија во оној вид во кој што ние ден денес ја практикуваме и ја торжествуваме. Значи, преку леб и вино дадени како на клирот, така и на верниот христијански православен народ за негово здравје и спасение. Спаси Христе, природно животни са у гробу и из тешко греховnog сна пробудио си род ljudski. Neka mi dođe milosrđe Tvoje i živeću, jer je zakon Tvoj poučenje moje. Jedina. По немирите кои ги предизвикал во Ерусалимскиот храм за време на Пасхата, Исус Христос се засолнал во градината Гестим во подножието на Маслиновата гора, каде што тој и неговите ученици ја одржале тајната вечера за време на која била воведена Евхаристијата.
Некои историчари тврдат дека Кајафа веројатно сакал тајно да го осуди Исус за одредени членови на Советот, како фарисеите, да не застанат во неговата одбрана. Меѓутоа, многу научници тврдат дека во тоа време, без целосната поддршка на Синедрионот, еврејскиот политички и судски совет, првосвештеникот немал моќ да осудува човек на смрт, затоа Христос бил предаден на римските власти и изведен пред Понти Пилат. Инаку, за предавството на Исус Христос бил обвинет Јуда, кој што во тој момент бил присутен на тајната вечера и давајќи им знак на оние кои што го барале Христос, го бакнал како би им дал знак на другите дека тоа е лицето што тие го бараат. За време на испрашувањето, Кајфата го прашал Исус: "Дали си ти Месијата?" Според Евангелието на Марко, Исус одговорил: "Јас сум", а потоа цитирал од книгата на Даниел: "Ке го видите човечкиот син како седи од десната страна на Самоќниот, како доаѓа со небесни облаци." Со овие зборови Исус му дал на Кајафа совршен изговор да ги вклучи римјаните. Иако Исус само го цитирал Светото писмо, првосвештеникот знаел дека зборовите како моќ и доаѓање на небесните облаци ќе имаат сосема поинакво значење за римјаните. Pretекоше очи моје јутро, да изучавам речи Твоје. О, сладко моје пролеće, чедо моје. Во нито еден момент Исус не покажал покаяние и подклекнување пред римјаните и пред фарисеите, како старите чувари на тогашната еврејска и јудеистичка традиција. Но постои една изјава која што Исус ја дава за времето на распнувањето на крст, кога погледнува кон небото и ја изјавува следната реченица: "Оче, зареме ти ме напушти?" Оваа реченица се чини дека буди голем број на дискусии кај историчарите и секако кај толкувачите на религијата. Според едните, ова е моментот кога Исус попушта со верата кон Господ, односно спрема своите проповеди, а според другите тоа е само последниот апел и последното барање на Исус да му бидат скратени маките и секако да му бидат ублажени страданијата, кои што во тој момент на распнување на крст биле огромни. Почто мира с милостивними слезами, о ученици растворяјете, блистајајся во гробје, ангел мироносица вјешчавше, видите ви гроб и уразумијте, спас во воскресе од гроба. Благословен си Господи, научи мја оправданијем Твојим. Зјело рано мироносица. Добро, тоа веќе влегува во самата традиција на луѓето, на граѓаните, на православните верници, христијани, кои што ги чествуваат овие празници. Ние од црковен аспект можеме да кажеме дека на овој ден, на Великиот и Голем четврток, Светата православна црква разрешила да се користи и масло, бидејќи денес во соборниот храм на Македонската православна црква Свети Климент Охридски се случува чинот на осветувањето на маслото, на светото миро, кое што финализира, а се подготвува 3 дена претходно, почнувајќи од Великиот понеделник, вторник и среда, представена преку чинот мироварение. Во другите храмови се случува осветување на елеј. Значи, секаде каде што има литургија, и верниците си носат од тој осветен елеј и го користат во разни прилики кога им е потребна помош, каква било, или кога се во било каква духовна или телесна немоќ.
Инаку православната црква овој ден го разрешила, како што реков, на вино и масло, се користи во исхраната. За разлика од тоа, пак еден од најтешките денови во црквата, Великиот петок, на кој што е всушност и распнат Спасителот Господ Исус Христос и се манифестира со строг пост. Саботата е пак уште потежок празник, се вели дека на Великата сабота, тоа е всушност едната сабота во целата година, на која што е забрането да се конзумира масло и вино, па дури некои православни духовници препорачуваат дури ни лепни вода да се конзумира. Значи, се дава еден вид предност на настанот кој што го очекуваме, тоа е Христовото воскресение. Значи, сите наши земни потреби ги тргаме настрана и едноставно сме во iščекување на тој торжествен настан. И во неделата луѓето практикуваат кај нас, еве, така, како мала паука. За жал, веднаш штом се каже Христос воскресна, после 12 часот на полноќ, навистина воскресна, да се кршат со великденските јајца, но како pouka до сите ви гледачи, треба да се почека до завршувањето на божествената литургија и потоа да се пристапи кон тој обред на кршење на јајцата и поздравување со поздравот Христос воскресе, навистина воскресе. И послужување со мрсна трпеза. Послужување со мрсна трпеза, кој што пак ќе речеме индивидуална во однос на кој што милува, кој што си благословува во својот дом и така натаму. Во рамките на заседните можности. Ви благодарам уште еднаш и да кажеме да ги поздравиме нашите гледачи со официјалниот поздрав за денеска Христос воскресна. Навистина воскресна. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμας ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη Великденска трпеза. По долгиот 7-неделен пост, Великден се празнува со мрсна трпеза. Бојадисаните јајца секако се на прво место на трпезата, но потоа тоа што овој празник најчесто го поменуваме во кругот на семејството, придонесува масата поинаку да се декорира и поинаку да се послужува. Обично на трпезата се наоѓа мед, бидејќи се верува дека тој ќе донесе сладост на животот без страданието, што го символизира Христовото воскреснување, леп што го символизира Христовото тело, вино или Божјата крв, месо за поголем благодат и секако квасец кој го символизира растот и напредокот. Сепак, великденските трпези се разликуваат од дом до дом, така што не постои универзално правило за тоа што треба денеска да сервирате на вашата трпеза. Драги гледачи, пред редакцијата на Мој збор ви посакуваме среќни и пријатни великденски празници и веќе од следната недела, кога повторно ќе се гледаме, се враќаме со стариот и вам добро познат концепт на емисијата Мој збор – Двоглед. Довидување.
Presviatijej Bogorodice, pomolim si ja. Presviataja Bogorodice, spasi, Bogorodice, spasi.